Почитувани, викендов во Кочани престојуваше претседателот на опозицијската ДПМНЕ Христијан Мицковски. Имаше можност да се прошета низ градот на Оризот, да пие кафе во разубавениот трговски центар, да ужива во кеот и да го види реконструираниот центар за култура Бели Мугари. На неколку метри погоре можеше да види дека се работи на реконструкцијата на уште еден културен објект, мултикултурниот центар. Подолу пак во паркот веројатно ги забележал подготовките за ново сообраќајно решение со втората булеварска лента на улицата Стево Теодосиевски. За жал, пред медиумите немаше доблест да признае дека разликата во развојот на Кочани од пред 3 години е повеќе од очигледна, дека за кратко време Кочани доби повеќе инвестиции отколку за нивната претходна деценија. Таа разлика е резултат на одличната соработка меѓу државната и локалната власт на многуте капитални проекти што се реализираат. Кочани се развива како никогаш досега. Се гради нова детска градинка, обезбедени се средства за решавање на домување на социјално загрозените семејства во старата касарна. Се гради планинарски дом и се реконструираат ски лифтовите на Пониква. Се рехабилитира вториот дел од патот на Пониква. Се гради браната Речани. Досега се изградени и реконструирани улици и патишта повеќе од 20 километри. Инфраструктурната офанзива продолжува. За среќа, земјоделците благодарение на грижата на оваа влада, исплатата на субвенција е невремена, а цената на оризот никогаш подобра. Владата во изминативе 3 години покажа дека Кочани е во центарот на незиното внимание. Одговорното работење на градоначалникот Никол Челиев е пример за тоа како некој се залага и работи за граѓаните на Кочани. Убедени сме дека заемната поддршка меѓу локалната самоуправа и централната власт ќе продолжи и владата предводена од СДСМ ќе продолжи да ги поддржува локалните проекти. Затоа на 15 јули СДСМ со коалицијата Можеме ќе бидат убедливи победници. Можеме уште повеќе, можеме уште подобро, се вели во соопштението од Општинската организација на СДСМ Кочани.